Јас навистина не можам да разберам зашто сум овде во овој случај, бидејќи како што читам, овде не сум за нешто што сум сакал. Во минуите пишува сакал, потенцирам сакал, да се набави блиндирано возило и сакал, потенцирам, сакал, тоа да не го знае јавноста. Јас навистина не сум чул да некој за сакање нешто биде обвинуван, а уште помалку на суд да се носат политички лица заради тоа што се повозеле, односно ги возеле во блиндиран автомобил во време кога извршувале функции или кога доаѓале високи гости, високи делегации, генерални секретари на Обединетите нации, комесари на Европската унија и така натаму, и со тоа возило биле превезувани додека престојуваат во Република Македонија. И сега за сето тоа има едно судење, а паралелно следува една кампања на СДСМ во која што сака да постигнат одредени политички поени и знаејќи дека во државата нема друго такво возило, кое што не е постаро од 20 години, ќе го продаваат, па ќе го продаваат ефтино, па да изгледа на граѓаните дека тоа чини многу ефтино, дека државата многу изгубила со тоа. Тоа е една пародија. Па секоја држава има најмалку 10 такви возила, за кои што денеска тука не повикуваат да не судат. Најмалку 10, некои имаат поголеми држави по 50 и по 100 и така натаму. Македонија има едно такво возило, кое што заштитува од различни безбедносни ризици, вклучувајќи подметнати мини, вклучувајќи подметнат динамит, стрелање преку снајпер и така натаму, што мислам дека е нормално во цел свет. Значи, нема држава каде што сум престојувал како премиер, а сум престојувал во многу, да не сум бил дочекан во такво возило и да не сум видел како моите колеги и многу пониски рангови од моите колеги премиери биле обезбедувани на тој начин. И конечно, јас не сум тој што одлучува како премиер, кога бев премиер, во какво возило ќе бидам транспортиран. Има закони, има правила, има упатства, има министерство кое што е задолжено за тоа и кое што пропишува на кој начин лица со таква функција треба да бидат заштитени. Нивните животи треба да бидат заштитени и тие правилници се согласно правилниците во другите држави. Наспроти тоа сега гледаме една пародија, еден популизам во кој што гледаме дека актуелниот премиер, за да покаже колку е тој штедлив или великодушен или не знам што, се вози наводно според она што го дознаваме во неблиндиран автомобил, додека сите други, како што можевме да видиме, се утепаа од возење во овој автомобил кој што сега наводно ќе го продаваат. Сите делегации до сега странски, откако дојде на новата власт, високи личности се возат во ова возило. И се, како што видовме низ порталите, се возат и многу други личности, но само за нас се води поставка, конкретно за мене, дека јас сум примил награда со тоа што сум се возил во возилото. Замислете, ми судат затоа што сум примил награда, затоа што сум се возил во возилото и затоа велам не ми е јасно зошто ме судат. Ја ја одговорив тоа на судиката дека мене обвинението не ми е јасно, не можам да разберам дека награда ако премиер го возат во блиндиран автомобил со степен на заштита како што пропишува законот и во нашата држава и во другите држави. Се ќе се искоментира кога ќе си дојде време. Да, се ќе искоментирам кога ќе дојде време за тоа.